Општина Битола објави барање за затворени понуди од понудувачи за изградба на 7 улици со тротоари, водовод, систем за атмосферска вода и улично осветлување во поранешната воена област АРМ-1 и АРМ-2, односно поранешната касарна во градот. Од локалната самоуправа информираат дека изградбата и реализацијата на овој инвестициски процес треба да заврши во рок од 15 месеци, а наддавањето за понудувачите ќе се врши преку меѓународен тендер. Република Македонија доби заем од Меѓународната банка за обнова и развој за проектот за подобрување на општинските услуги и има намера дел од добиените средства од овој кредит да исплати во изградба на 7 улици со тротоари, водовод, систем за атмосферска вода и улично осветлување во поранешната воена област АРМ-1 и АРМ-2 во општина Битола, информираат од општина Битола. Објавениот повик за искажување интерес е отворен до 21 декември, до кога се приложуваат затворени понуди од подобни понудувачи за изградба на оваа инфраструктура во поранешната касарна и истиот ден понудите ќе бидат јавно отворени, нагласуваат од општина Битола. Од општина Битола исто така информираат дека се она што беше обврскана општината, односно поставувањето на водоводна и канализациона мрежа е завршено, така што сите изградени објекти се поврзани на истата. Во Битолската касарна веќе се изградени повеќе стамбени објекти, а поголемиот дел од становите веќе се продадени па и вселени.